гледате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Иван Кузмановски. Добро вечер, ви благодарам што сте со нас. Ова се настаните кои го одбележаа денот. Двајца поранешни директори и тројца онколози опфатени со две обвиненија. Истрагата утврдила дека 29 пациенти примиле несоодветна, 16 добиле терапија без потреба, а 9 само фиктивно биле лекувани. Истрагата за Пулс ке заврши за 10 дена. СДСМ повторно бара законско решение за помош. ВМРО-ДПМН нема да го поддржи. Подпишан договорот за стратешко партнерство со Британија. Опозицијата обвинува дека со новото задолжување јавниот долг ќе надмине 115% од БДП. Изборот на нов гувернер во редовна постапка. Власта ќе даде поддршка за предлогот на председателката. Опозицијата тврди дека Славевски е тесно партиски предлог. Убиени двајца вработени во израелската амбасада во Вашингтон. Извршителот го признал делото. Пукал за слободна Палестина. А во тема на денот вечерва за инвестициите во земјоделието и за барањата на земјоделците разговараме со министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Цветан Трибуновски. Останете со нас. Поречиси 2 години работа, обвинителството поднесе 2 обвиненија за скандалот на клиниката за онкологија. Опфатени се двајца поранешни директори и тројца онколози. Истрагата утврдила дека 29 пациенти примиле несоодветна, 16 добиле терапија без потреба, а 9 само фиктивно биле лекувани. Сања Димитровска ги има деталите. 2 обвиненија за тешки кривични дела поднесени против Нино Васев, поранешен директор на онкологија. Суспендираниот и веќе пензиониран онколог кој 5 години раководеше со клиниката ќе одговара за злоупотреби овозможени од директорската позиција, но и сериозно загрозување на здравјето на луѓето и несовесно лекување болни. Првообвинетиот поранешен директор не почитувал онколошки упатства, имало погрешно дозирање, односно одстапки во процесот на лекување и ваков несоодветен третман е утврден кај 29 пациенти. Во ова му помагала колешка од одделот за малигни тумори на дојка. За несовесен третман ќе одговараат и двајца онколози од одделот за малигни тумори на бели дробови. Другите двајца лекари се обвинети за кривично дело несовесно лекување болни, бидејќи врз основа на медицинските истории е утврдено дека одредувале терапија со лекови од новите генерации во фаза на лекување кога било многу очигледно дека пациентот од таквиот лек воопшто нема да има корист поради лошиот перформанс статус и немање време да се развие механизмот на дејствие, без да биде наведена телесна тежина и висина на пациентите, со одстапување во дозирањето, со што дополнително ја влошиле нивната состојба. По однос на другите 16 пациенти за кои е изготвено вештачење во Република Србија, тоа се однесува на повеќе давање на терапија во палиативна фаза. Непотребно давање на таа терапија. Во другиот обвинителен акт Васев е обвинет заедно со поранешниот организацијски директор Нехат Нухи. Двајцата ќе одговараат за проневера, измама и злоупотреба на службената положба, со што го оштетиле државниот буџет за над 35 милиони евра. Во ова дело е присвојувањето на лекови кои пациенти, иако требало, не ги добиле. Ако постои дефиниција за сложен предмет, која што сега ќе воведеме и во измените на Законот за кривична постапка, тоа е ова. Овој предмет само по себе е сложен и од аспект на действијата кои што се преземени, а не смееле да се преземат од страна на инволвираните, но и од аспект на она што морало да се преземе во тек на лекувањето на пациентите, а не се преземало што треба, она што е по закон задолжително. Скандалот онкологија се случи пред околу 2 години, кога јавноста беше згрозена од информациите за несоодветниот третман на пациентите и богатење на грбот на најтешко болните. Овој епилог со 2 обвиненија. Според јавниот обвинител треба да биде една поука за соодветно постапување и третирање на пациентите во здравствените установи. Сања Димитровска, Сител телевизија.
За 10 дена треба да биде готово и обвинението за пожарот во дискотеката Пулс во Кочани. Обвинителот Коцевски вели дека веќе биле сослушани на 300 сведоци, а во тек е распит на осомничените. Додека истрагата привршува со обвинителниот акт, а родителите молат за помош, политичарите водат битка во собранието. Опозицијата повторно го поднесе предлог законот за помош на настраданите, но власта најави дека нема да даде поддршка. Сослушани се над 300 сведоци за пожарот во Кочанската дискотека, а во тек е распити на осомничените. Државниот обвинител Коцевски вели истрагата е во чувствителна фаза и за 10 дена ќе биде познато колку бина ќе седнат на обвинителна клупа за трагедијата во Пулс. Во моментов јавните обвинители работат околу прибирање на докази. Доколку евентуално од тие докази произлезе нешто друго, на нови осомничени, нови действија, истрагата ќе се прошири без разлика дали во ова или понатаму. Тримесечниот рок за затворање на истрагата завршува за околу 3 недели. Осомничени се близу 60 лица кои според обвинителството сториле тешки дела против општата безбедност. Кривичното дело се казнува со затвор до 20 години. За 10 дена треба да заврши истрагата, со тоа што после ќе има увид од браната и некаде таму во средината на месец јуни се чека јавна обвинителска одлука. Во меѓувреме, опозицијската СДСМ повторно го поднесе законот за поддршка на настраданите во Кочани. Овој предлог закон предвидува за семејствата на починатите да им се даде надомест од 80.000 евра, додека пак сите оние кои што се со повреди, зависно од степенот на инвалидитетот, да се одреди сумата, односно е одредена сумата која што треба да ја добијат. За власта неприфатлив е предложениот закон. Партијата на власт имала свој план за поддршка. Нови работни места, инфраструктурни проекти и покривање на трошоците за лекување. Не сакаме да влеземе во сценариото на политизација на трагедијата во која што СДСМ упорно сака да не внесе. Владата од првите минути на страшната трагедија е во целосна поддршка на сите засегнати во трагедијата. Оливер Спасовски да поднесе ваков закон е исто како Зоран Заев да поднесе закон за враќање на името или како Венко Филипче да поднесе закон за одговорност на модуларните клиники. За пожарот во дискотеката осомничени се поранешни министри за економија, директори на дирекцијата за заштита и спасување, пазарниот инспекторат, екс-градоначалници. Под истрага се и 14 полициски службеници од Штип и Кочани. Според обвинителството, иако објектот не ги исполнувал условите, тој работел како дискотека. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Изборот на нов гувернер во редовна постапка. Власта ќе даде поддршка за предлогот на председателката. Опозицијата тврди дека Славевски е тесно партиски предлог. Убиени двајца вработени во израелската амбасада во Вашингтон. Извршителот го признал делото. Пукал за слободна Палестина. Изборот на нов гувернер на Народната банка ќе оди во редовна постапка. Според најавите од Законодавниот дом за изборот на Трајко Славевски, претениците ќе гласаат на 3 јуни. Власта ќе даде поддршка за предлогот на председателката, а опозицијата тврди дека Славевски е тесно партиски предлог. Изборот на Трајко Славевски за гувернер на Народната банка ќе се најде на седница на 3 јуни. Тоа е првата редовна седница што е закажана во собранискиот календар. Материјалот за Славевски председателката Силјановска Давкова го испрати синоќа, но не побарала изборот за него да се направи на итна седница. За да стане нов гувернер на Славевски му се потребни 61 пратенички глас, мнозинство со кое располага власта. Јас кажа во минатото дека тоа е одлука на председателот на државата, не е одлука на владата. Согласно устав, председателката на државата го понесува тој предлог, така што немам што да коментирам. Предлогот ќе добие поддршката од пратеничката група на ВМРО ДПМН. Опозицијата пак со критика дека Славевски е тесно партиски предлог и не ја заслужува довербата. Не избор кој што ќе понуди експерт на позицијата гувернер на Народната банка, што било, би рекол, традиција во изминатите години. Од председател на Совет на град Скопје доаѓа како гувернер на Народната банка, тоа е првата работа. Втората причина, лично сметам дека човек кој што се спротивставува на растот на минималната плата, на економски политики кои што се за доброто на
на граѓаните. Тој беше најголемиот противник, ако се сеќавате, тој велеше дека дури 9000 денари минимална плата, голема минимална плата и така натаму, не може ништо добро да донесе. Предлогот за нов гувернер не го поддржуваат и од левица. Додека пратениците се пребројуваат Стопанската комора, очекува добра соработка со Славески и политика на стабилен денар. За нас е битно да продолжи стабилноста на курсот, кое што за нас е многу значајна работа, да девизните резерви се на максимално ниво поставени, обезбедени и на некој начин очекуваме од новиот гувернер да продолжи соработката со реалниот сектор. Мислиме дека господинот Славески, со кој што сме имале добра соработка, додека бил на функциите, а и као професор на економскиот факултет во Скопје и на проекти што сме работеле во академијата, ќе го возможи тоа. Славески е професор по економски науки, поранешен министер за финансии од редовите на ВМРО ДПМН, но и председател на Советот на град Скопје. Тој беше во потесниот избор за гувернер заедно со актуелната гувернерка Анита Ангеловска-Бежовска и поранешниот министер за финансии исто од ВМРО ДПМН Зоран Ставревски. Мандатот на Бежовска е завршен, но таа ќе ја извршува функцијата до изборот на новиот гувернер од парламентот. По добиената потврда од пратениците, Славески ќе раководи Народната банка во наредните 7 години. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Вице-премиерот Николовски во Лондон денеска стави подпис на договорот за стратешко партнерство со Британија. Опозицијата обвинува дека јавниот долг со новото задолжување ќе надмине 115% од БДП. Во собата на Черчил во Британското министерство за економија и извоз, вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски и министерот Герет Томас ставија подпис на договорот за стратешко партнерство. Договорот за стратешко партнерство со Обединетото кралство според Николовски ќе значи важен момент за развојот на државата во иднина. Ова го гледаме како одлична можност за целата држава да се развива. Веќе имаме 3 проекти кои што се подготвени. Тоа е проектот за брзата железница на коридор 10, здравствениот проект за болници и секако проектот за образование за медицинскиот факултет. А во предстојниот период ќе бараме нови проекти во секторите за енергетика и животна средина. За Велика Британија, ова е продлабочување на добрите билатерални односи меѓу двете држави. Министерот Томас вели, проектите ќе го подобрат животот на граѓаните. Ова ново партнерство е значителен чекор напред во идната трговија меѓу нашите две држави. Навистина сум возбуден што македонските и британските бизниси ќе работат заедно за да можат да испорачаат битни инфраструктурни проекти во Македонија. Инфраструктурните инвестиции знаеме дека се клучни за да се поттикне економскиот раст и да се подобри животот на граѓаните. Знам дека тоа е наша заедничка цел за нашите влади, се разбира, и ова партнерство е новиот темел за поддршка на таквата испорака за да се поттикне растот, да се споделат најдобрите пракси меѓу нашите две нации. Но детали за заемот со рамка од 6 милиарди евра се уште не се објавени. Премиерот Мицкоски вели дека сите детали транспарентно ќе бидат објавени, но преку законодавниот дом. Ке дојде во парламент пред пратениците, ние шверцерски ништо не носиме, не злоупотребуваме европски знамења, ќе го видат пратениците тоа што следи. Опозицијата пак критикува. Првиот човек на СДСМ Филипче вели дека задолжувањето ќе значи раст на јавниот долг на 115% од бруто домашниот производ или пластично, секое дете кое ќе се роди ќе должи по 6000 евра за заемот на владата. Предупредува и дека постои ризик од корупција. Ја слушав министерката за финансии. Очигледно е дека тие договори ќе бидат нетранспарентни и во 4 очи. Ќе бидат британски фирми, таа се обиде да каже дека ќе важи законот за јавни набавки, ние направивме проверка, нема да важи законот за јавни набавки. Значи, ВМРО да помене што 7 години критикуваше корупцијски вакви такви договори, посебно тој со Бехтеленка, сега остава простор за сериозен сомнеж за корупцијски проекти. Дополнително ние не знаеме што се крие во политичкиот договор во контекст на бегалците.
Но денеска премиерот уште еднаш увери дека такво нешто не е преговарано со британската влада. Фокус на британските пари ќе биде инвестирање во железницата и модернизација на коридорот 10. Владата планира изградба на нова пруга, па потоа и реконструкција на постоечката која ги поврзува Табановци и Гевгелија. Заедно со проектите во здравството, македонската влада веќе има план за 60% од вкупната рамка од 6 милиарди евра. Даниел Василев, Сител телевизија. Министерката за финансии вели дека парите од Британија ќе се користат само доколку има потреба за тоа. Таа тврди дека и каматата за отплата ќе може да се утврди откако ќе има зрел проект како основ за постапка. Бизнисот пак јавно изрази надеж дека со овие пари македонските градежни компании повторно ќе добијат можност за работа. Прво готов проект па повлекување на парите од Велика Британија. Министерката за финансии Кочовска вели дека во овој момент државата нема ниту еден проект на хартија, за точно да се знае колку пари би ни биле потребни и со колкава камата би ги позајмиле. Но тоа не значи дека нема да се побара кредити од други земји, па ако каматата од нив биде поповолна, не сме обврзани да позајмиме од Британија. Во проектно финансирање вие имате најпрен зрел проект. Од кога ќе го имате проектот зрел и готов за инвестирање, ќе побараме понуди. Која ќе биде најевтината понуда со најниска каматна стапка? Таа ќе ја прифатиме. Зошто се смета дека ова би била најповолната? Затоа што износот е голем и тоа е единствената банка која што во моментот нас може да не поддржи во однос на големиот инфраструктурен проект за железниците, за болниците. Ке видиме, ние не можеме да потврдиме. Интересот на Британија за да ни одобрат 6 милиарди евра, пари кои треба да се искористат во следните 10 години. Според министерката е во каматата која би ја добиле од позајмените пари. Висината на истата ќе зависи од проект до проект и од рочноста. Колку е подолг рокот, толку каматата ќе биде пониска и обратно. Може да биде исто да повлечете, да кажеме 100 милиони евра со рок на враќање од 10 години, 15 или 20, да имаат иста каматна стапка. За бизнисот клучно е при изведба на инфраструктурните проекти да бидат вклучени домашните компании. АЗС вели дека изминатиот период градежниот сектор бил тргнат на страна и не добил ниту еден позначаен проект. Ќе бидеме задоволни нашите компании да добијат работа, а дали ќе биде 70 или 65 или 55 од работите, тоа што ќе го сработат да ги изработат квалитетно и да имаат можност да конкурираат и на други проекти надвор од Македонија. Парите од Британија владата планира да ги инвестира во железничката инфраструктура, здравството и животната средина. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Во тема на денот за состојбата во земјоделството колегата Валентин Николовски разговара со министерот Цветан Трипуновски. Господин Трипуновски, добро вечер, ви благодарам за учеството во тема на денот во Дневникот на Сител. Благодарам на поканата. Интересен податок објави денеска премиерот, вели 5% изголемување на извозот во првиот квартал од годината на земјоделски производи. Слушаме пролетната зелка веќе бележи некакви рекорди во извозот. Кои други производи најмногу учествуваат и во тоа зголемување? Добро, би сакал накратко да ги прокоментирам последните податоци кои што ги извади Државниот завод за статистика, меѓу кои извозот и откупот и пласманот на земјоделските производи. Бележиме сериозен раст во делот на споредбата прв квартал 2024 со првиот квартал 2025 година. Она што го покажа Државниот завод за статистика, практично во сите сегменти на земјоделското производство имаме сериозен раст во делот на откуп и продажбата на земјоделските производи. Во делот на житата имаме раст од 42%, во делот на градинарското производство и градинарските растенија имаме 50%, овоштарство и лозарство 12%, во делот на сточарството, добиток, живина, јајца, млеко и млечни производи имаме раст од 9 до максимални 63%. Тука би сакам накратко во име на вистината да прокоментирам категоријата на индустријски растенија, каде што Државниот завод вади негативна референца. Тоа е заради тоа што во ланскиот прв квартал беше спроведен откупот на тутунот од реколта 2023 година. Знаете, за подсетување доцнеше откупот, па во текот на првиот квартал се спроведе, додека оваа година најголемата
количина се откупи во последниот квартал од 2024 и тука настанува таа разлика. Инаку кога сме кај тутунот, де факто бројките говорат дека и тука имаме рекорди во делот на пласманот и девизниот прилив кој што го правиме. Знаете дека се откупија над 24 милиони килограми. Сумата продажна од 400 денari која што постигнаме заедно со премиерот и откупните компании плюс субвенцијата 500 околу субвенции во просек 500 денari помножено со количината добиваме некаде над 196 милиони евра се влезени кај оние 20.000 семејства кои што гледуваат на тутун и ова се показатели кои што се надополнуваат на извозните показатели. Точно е да денеска премиерот сподели една добра вест, тоа е растот од приближно 5% во делот на извозот. Тоа е вкупниот раст во делот на земјоделскиот прехранбениот сектор. Ако ги издвоиме во делот на да речеме овош и зеленчук, тука имаме раст од 14% во споредба со минатиот квартал. Ако го земеме тутун, пак ќе спомниме раст од 35% и така натака, или преведено во бројки разбирливо за гледачите, ако првиот квартал од 2024 година извозот тежел 152 милиони евра, оваа година тој извоз тежи 163 милиони. Тоа се разлика од 11 милиони евра плюс кој што се на конто на државата. Веројатно кај овошите зеленчукот и градинарските производи допрвин следи сезоната на познатото на сонце узреано овош и зеленчук. Ова е само првиот квартал што нас ни дава сигнал и практично отсликува реалната ситуација во делот на земјоделското производство. Со овој раст од 5% на годишно, односно во првиот квартал, извозно ориентирани, тоа значи дека крајот на годината би ја завршиле со плюс 45 до 50 милиони евра разлика во позитиво од минатата година. И навистина овие показатели нас ни даваат дополнителен стимул, енергија да продолжиме со истото и со позасилено темпо, затоа што извозот е клучот на успехот. Покрај задоволувањето на домашниот пазар, нормално и Еве успех е тие бројки, но пред 2 месеца рековте дека работите на нова стратегија за земјоделството. Има ли напредок во однос на културите кои треба да е пожелно да се одгледуваат, нели, во лоцирање, во запирање на миграцијата град-село, задржување на младите? Видете, дел од стратегијата која што работиме преточена во активностите на владата и на министерството е тоа што во првите 10 месеци како нова гарнитура посветиме сериозно внимание да го заштитиме трудот на македонскиот земјоделец. Низа на култури кои што изминатите месеци се случија, гледаме едно задоволство кај земјоделците. За потсетување, минатата година откупот на грозјото заврши со една позитива. Откупот на пиперката минатата година немаше фрлање на родот, него заврши со позитива. Откупот на тутунот говори само за себе за епохалниот успех. Во делот на пласманот, еве конкретно на пролетнава зелка. Вие добро знаете како медиум дека во минатото се случуваа протести, имаше некакви интервентни мерки, незадоволство, фрлање на родот. Оваа година, оваа количина која што е излезена од Струмичкиот регион на пролетната зелка во затворен систем и на отворено, девизниот прилив е некаде над 32 милиони евра. Задоволството е повеќе од очигледно кај земјоделците. И тоа е дел од нашата стратегија да го доуредиме целиот пласман и регулацијата на пазарот и ова сега во наредниот период ќе го преточиме во една законска регулатива затоа што веќе на ЕНЕР системот ни е закачен новиот закон за земјоделство и рурален развој. Тоа е практично основата, темелот на проекцијата и визијата на едно министерство во која насока треба да се движиме. Нормално законот го работиме со сите чинители, транспарентно, отворено, земјоделски здруженија, науката пред се морам да потенцирам тука. По завршување на овие 30 на дена кај што ќе биде прикачен законот, повторно ќе седнеме, ќе ги собереме сите добри идеи, ќе организираме јавни расправи и се со цел тој закон кој што ќе донесеме на вистина да биде една проекција во каква насока треба. Дали стратегијата е во тој закон или бидејќи пред 2 месеца најавивте дека е потреба од здружување на земјоделците во покрупни задруги кои би произведувале многу повеќе по квантитет и во квалитет и најавивте подготовка за изградба на голем земјоделско откупен центар во Скопје и помали во другите земјоделски региони. Овој закон кој што сега во процедура е практично како што кажав темелот и таму е регулацијата и на пазарот и на категоријата на земјоделци и стратешките приоритети во делот на земјоделското производство. Затоа велам тој закон ќе биде основата, да, меѓутоа паралелно со постоечката законска регулатива ние работиме веќе на овие процеси да ги помогнеме тековно. За потсетување пред извесно време објавивме повик преку програмата за рурален развој каде што ги субвенционираме или ќе ги помогнеме со 90% кофинансирање земјоделците
земјоделските задруги. Здружувањето според мене и според владата е клучот во успехот на пласманот на земјоделските производи. Пред 10 Кога година тоа ќе стапи на сина со законот? Ние со самиот закон и постоечкиот закон веќе вметнавме да задругите бидат. Да, веќе тече објавата и мислам дека интересот ќе биде сериозно голем. Имаме обезбедност финансиски средства да ги помогнеме сите кои што ќе побараат поддршка. За потсетување, пред извесно време заврши повикот за млад земјоделец, каде што сакаме нова енергија, млади земјоделци да влезат во процесот со грантови од 10.000 евра кои што ќе ги помогнеме, и во наредниот период ќе продолжиме и со нови мерки до носењето на законот, каде што на вистина ќе покажеме еден сез во делот на како во вистинска смисла на зборот државата, министерството треба да го води процесот на зголемување на она што не е опаднато во изминатиот период како Уште еден стратешки земјоделски производ, барем за истокот на земјава, Оризот, се соочи со проблеми на почетокот на сеидбата. Оризот производителите протестираа поради немање вода за посевите, доцни сеидбата. Дали навистина немаме доволно вода во хидроакумулациите или пак има проблем со трошење без контрола, достапност до вода и слично? Видете, она што владата предводена од ВМРО ДПМН го наследи е празните акумулации. За потсетување, во предизборниот период водата од акумулацијата Калиманци беше без потребно испуштена. Не знам дали тоа некој намерно или намерно го правил, ми тоа наследивме на хидролошка состојба во многу тешка ситуација. Она што го потрошиме во текот на зимскиот период е санација на каналската мрежа, финансиски средства, резени делови, плати за вработените вода и водостопанство. Меѓутоа, хидролошката состојба изминатиот месец дена се многу подобри. Вода веќе во ризовите полење е пуштење и таму сеидбата можам да кажам дека е во завршна фаза. Така да и тој проблем се надмина. Вода ќе има и за земјоделците во Кочанскиот регион, вода ќе има и за земјоделците во Свети Николи, во делот на Овчеполието, затоа што и тие се зависни од системот за наводнување. Таа тешка ситуација не се жалиме, наоѓаме и имаме план како да санираме целата состојба, затоа што верувајте, за ефектите во земјоделското производство треба најмалку една производна година и она што наследиме, она катастрофална состојба, ќе треба малку подолг временски период. Меѓутоа, ние во првите 10 месеци преку овие бројки кои што ги спомнав покажуваме сериозна посветеност и резултатите веќе се видни. Но на есен веројатно повторно ќе се соочиме со протести, мала откупна целина на Оризот. Од опозицијата обвинуваат дека е укината мерката за ситниот ориз, дека не се цени доволно трудот. Како кај овие луѓе имат проблем од сеидба до жетва да се надминат тие состојби? За почеток, опозицијата може само да седи, да гледа и да учи како се водат земјоделските и аграрните политики во државата. Она што го оведовме ние дека ситните сорти кои што нема да ги поддржиме, а секој земјоделец ако одлучи може слободно да ги посее, е во договор со самите земјоделци. Значи ние мораме да го заштитиме пред се нашето домашно некогашно богатство, тоа е белото злато наречено или нашиот кочански ориз како бренд препознат и дома и надвор од нашите граници, и со ваквите мерки даваме приоритет во делот на тоа производство. Ние мораме да ги враќаме нашите препознатливи брендови. Никој не ограничува дека некоја култура е изфрлена од сеидба, меѓутоа даваме насока према земјоделците што е приоритет, а што е во втор план. Ако имате вакви препораки, еве за Оризот, дали министерството има препораки и план за субвенционирање одредени земјоделски производи согласно побарувањата на пазарот, климатските промени, достапноста на вода, нели се тоа се менува од година во година? Уште една ексклузива, Министерството во моментов работи и апдейтува базата на податоци на педолошката карта према регионите кои што ги имаме. Знаете дека секој регион е со одредени бенефити, да речам предности во одгледувањето на некоја земјоделска култура. Точно дека климатските промени прават огромни проблеми во земјоделското производство, меѓутоа и во делот на едукацијата на земјоделците и во делот на она што треба да ги помогнеме. Ние со наредна објава што ќе имаме преку програмата за рурален развој е токму набавка и кофинансирање на антифрост системи кои што очигледно повеќе од се ни прават проблеми во делот на земјоделското производство. Нашите политики, тоа што ние ќе го насочиме према земјоделците, заеднички да креираме мерки и да ги насочуваме што е добро во кој регион треба да се одгледува. Само така во еден партнерски однос и во една договорена ситуација ќе имаме и зголемување на квантитетот и нормално ќе имаме и задоволни пред земјоделците. Лоцирани се тие култури веќе се подготвени се со такви препораки за во договор со земјоделците. Да, видете, јас сум
сооборник на секој процес кој што ќе го водиме, да имаме фаза на подготвување. Не можеме да правиме длабоки резови без да ги подготвиме самите земјоделци. Затоа во наредниве месеци до почетокот на идната производна година ќе потрошиме и на носење на законот кој што ќе го донесеме заеднички, и во делот на креирање мерки, и во делот на насочувањето каде што треба да се одгледува. И нормално препорака ќе има силна за да се одгледуваат автоктоните сорти и видови на растенија и зеленчук кои што нормално имаат повеќе отпорност према климатските промени. Вие сте министер за земјоделство, шумарство и водостопанство. Зошто шумската полиција бара ваша оставка? Видете, мислам дека малку повеќе се вмеша политиката во делот на тие представници кои што го имаат од страна на синдикатот. Јас можам само отворено да кажам дека оној состанок кој што практично бев обвинет дека има задоцнување чекале пред мојот кабинет, јас не бев во некој од рестораните во Скопје, јас бев на претходен состанок каде што со ФАО договаравме проект од 40 милиони евра кој што за наредниве 10 дени јавно ќе го презентираме што сме постигнале. Нормално се извинив на доцнењето со состанокот, меѓутоа она што јас го имам направено како министер за шумската полиција го нема ниту еден претходен министер направено. За потсетување, обезбедивме бенефициран стаж за секој шумски полицаец кој што е вработен во шумската полиција, подобрување на просторните услови во кои што работат, техничка опременост на делот шумските полициски станици и нормално во наредниот период уште позасилено ќе работиме и на подобрување на условите, меѓутоа и на носење на еден нов колективен договор. Зошто толку се дигна фама за некакво незадоволство, неоправдано во секој случај, не знам. Претпоставам треба да си прашаат кај своите политички лидери зошто тоа се случи. Еве за крај вашиот претходник од СДСМ, пратеникот Љупчо Николовски, сега од собраниска говорница вели дека платежната агенција во неа се случуваат партиски разместувања, чистки, дека акредитацијата за европските фондови од ИПАР 3 е донесена во прашање, дека нема доцните со субвенции, доцните со програма Зелена нафта, здрав образ за деца во училиштата и градинките. Видете, многу области на обвинувања, многу политички употребени реченици, далеку од вистината и реалноста, за потсетување. Све што претходната власт работеше беа наследени мерки и програми од претходната власт на ВМРО ДПМН. Јас би го запрашал, еве и корисна прилика, актуелниот министер кој што потроши 7 години власт, која нова мерка ја креатира во платежната агенција. Кога сме ке субвенциите, оваа влада за 10-11 месеци исплати над 8 милиарди денари према македонските земјоделци. За останати субвенции од нивно време, тековни плаќања, интервентни мерки. И сега имаме една ситуација каде што имаме практично една позитивна нула и можеме тековната година да сервисираме. Ова се опипливи и реални податоци. Партиски препукувања, обвинувања заради тоа што треба да се заработи пратеничката плата во собранието, мислам дека е далеко од вистината. А за ИПАР 3, за акредитацијата, загрозена? Ние апсолутно не е загрозена. Ние дури работиме на нова акредитација на мерката за рурална инфраструктура, каде што ќе обезбедиме дополнителни средства за нашите македонски општини во делот на подигнување на таа рурална инфраструктура. Ние сме многу поуспешни, тоа го говорат и бројките. Имаме проценти колку искористуваме од ИПАР? Па до моментов ИПАР е над 60% искористен. Така да сите капацитети, делот на партиското обвинување дека разместување и така натака. За мене како министер, единствен критериум е мерит системот. И секој некој што се вложи ова системот работи за да го покрене овој систем во има прогрес, е добре дојден во мојот тим. Меѓутоа има и многу луѓе кои што едноставно не сака да соработуваат и некој да не биде успешен. Не се работи за индивидуа во владата, се работи за целиот систем кој што треба да биде придвижен напред. Добро, во очекување на новиот закон за земјоделие, стратегијата за развој на земјоделието и се она што ќе се најде во неа, ви благодарам што гостувавте во Тема на денот. Благодарам на поканата. Што ќе донесе високата представничка за надворешна и безбедносна политика Каја Калас утре во Скопје? Има ли план Б? Какви се очекувањата? Анализа во вечерните вести на Сител. План Б и за Македонија очекува владата од шефицата на европската дипломатија која утре доаѓа во Скопје. Каја Калас од Белград денеска ги повика земјите од регионот да го искористат позитивниот момент за проширување на Европската унија. Мицкоски е убеден дека Европската унија ќе најде решение за одблокирање на македонските интеграции. Утре Каја Калас ќе ја пречека со веќе познатиот став, дека уставот нема да се менува без гаранции дека тоа ќе биде последно барање на Софија. Но дали од Калас ќе побара план Б за Македонија, како што унијата веќе има за членството на Украина. Немам никаква дилема дека треба да градиме подеднаква доверба со сите соседи, вклучително и со Бугарија. Ние немаме никакви проблеми
да го прошируваме нашиот устав со да речеме дел од хрватите кои што живеат кај нас, бидејќи македонците се дел од хрватскиот устав. Ние немаме проблем да зборуваме за црногорци, словенци и така натаму, но имаме проблем да прифаќаме ултиматуми. Јас не сум човек кој што прифаќа ултиматуми. Не убеден сум дека ќе се изнајдат решенија, ќе изнајде и механизми Европската унија и Македонија ќе го добие заслуженото место да биде дел од таа маса, бидејќи одамна тоа го заслужуваме. Тридневната западно-балканска турнеја Калас денеска ја стартуваше од Белград, од каде порача дека ја разбира фрустрацијата на земјите од регионот од предолгото чекање за членство во Унијата, но истовремено ги охрабри земјите да го искористат позитивниот момент за проширувањето. I'm deeply committed to encouraging all the Western Balkan countries to really seize the current momentum that we have in the enlargement. Yes, this process has been going on for quite some time, but there's always a political momentum, and this political momentum is right now. The United Europe is one vision that we must all work towards. Покрај средбата и заедничката пресконференција со премиерот Мицкоски, шефицата на европската дипломатија утре во Скопје со министерот Муцунски ќе го отвори првиот диалог за безбедност и одбрана помеѓу Европската унија и Македонија. Со министерот Мисајловски ќе посети постојаната балканска медицинска работна група, а ќе оствари средби и со младенски и студентски организации. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. Извршителите, судските постапки, но и процедурите во управните служби за вадење на лични документи повторно биле најголем проблем за граѓаните. За една година народниот правобранител добил над 2700 представки. Долгото чекање за личните документи на патата на извршителите, проблемите во судските постапки, лошата состојба во затворите, најгорливи проблеми за граѓаните минатата година. Повеќе од 2700 приговори токму за овие проблеми стигнале на адреса на омбудсманот. Народниот правобранител реагира дека институциите не имаат слух за нивните предупредувања кои се повторуваат секоја година. При секој годишен извештај се повторуваат скоро истите општи препораки, како резултат на фактот што и собранието со големо задоснување го разгледува годишниот извештај и ги утврдува мерките за спроведување на општите препораки и соодветно на тоа владата не се обврзува да постапува по општите препораки. Иако критикувани од собранието велат застануваат заедно со омбудсманот во гаранцијата на човековите права. Сите мора како граѓани да ја понесеме личната одговорност за да претендираме дека овој систем има можност да се развива. Се што треба ние да го почитуваме човечкото достоинство и еднаквоста што Уставот и сите меѓународни ратификувани инструменти ја гарантираат. Законите мора да бидат алатка за заштита, а не бариера. Затоа фокусирани сме на спроведување на препораките од народниот правобранител како дел од механизмот за домашен надзор и корекција. Вклучување на препораките од универзалниот периодичен преглед во сите релевантни стратегии законски реформи. Имаме обврска да ги заштитиме човековите права на сите подеднакво, а институциите да ги почитуваат препораките на народниот правобранител на сите нивоа, порачи од Канцеларијата на Обединетите нации. Според меѓународните институции, последниот извештај на народниот правобранител е реален приказ на барањата на граѓаните за заштита на нивните права, а истовремено и повик за дејствување на институциите. Ивана Соколовиќ најдова, Сител телевизија.